Општина Куманово активно работи на доделување на лиценци за вршење на јавен превоз. Постапката е во тек. Е одговорот од општината за проблемот со јавниот превоз кој не функционира од 1 јануари. Во соопштението од општината нагласуваат дека на граѓаните ќе им обезбедат квалитетен, еколошки и безбеден јавен превоз, а не како што велат како во претходниот период да се води интерес за превозните компании на штета на услуга кон граѓаните. Во најкусможен рок по целосна проверка на поднесените пријави за јавен превоз и утврдување на пред се еколошките и безбедносни параметри на возилата, кои се понудени од страна на превозниците, ќе бидат донесени и соодветни решенија и одлуки, со цел граѓаните на Куманово да добијат градски превоз, согласно сите европски стандарди. Во Куманово веќе 4 дена не функционираат 25 линии од градот до приградските населби како и селата. Жителите се жалат дека се принудени да користат такси превоз. Има и такви кои немаат забелешки, бидејќи користат такси превозници кои што немаат лиценци, па цената е иста 25 денари колку и една автобуска карта, но се возат по 4 лица. Зашто се снајдемо, стојки идемо. А до сега користите автобус? Автобус, како по потребу и така. Колку е цената на такси превозот? Па по карту исто, 25 денара, како автобус и ова. Такој се возимо, по 3/4, 2/3, како се најдемо. Дали ќе ви е проблем сега тоа што нема автобус во моментот? Па проблем е, како да не, такси некад нема некој, мораш да дојдеш сама и платиш цел карту. Па проблем е како не е. Сега како функционирате, Па како, со такси. Кој на диво, кој со... И така. Многу ли е поскапо таксите од овде? Не, исто е таксите, само ти викам нема сега автобус, нема. А вообичаено користите и автобус? Да. Која е цената? Исто 25 денара. Како не е проблем? Како не е проблем? Проблем нема што поголем. Како се движите сега, како функционира? Кој како се снајде? Кој како се снајде? Што ćeš? Тоа е тако е. Куманово ти е најгоре. Нема што повише. Такси ги плаќате сега? Па така, кад нема овој такси, што ćeš? Немаш друго, или кола ако си имаш, или такси. Тоа е тој. И нема ни да се среди у Куманово. Се возеа ли голем број граѓани? Како не, uvek je pumbi i to je na svaki sat išlo. Не, то е тако и било, само да рачунаме идеш. Одека увек си народ стоеше. Целата околина одека доваѓаше, така линијата беше распоредена. Повеси един машин што Трајко прекопија и Ѓорче Петро. Јас сум одека 72 години, овој беше ниве, ми там седеаме. Не функционира веќе од по празници уопште. До сега народ нема за пари за лепање, таксистите плаќаат сега. И тоа е многу лоша работа. Треба тој подхитно да се реши. Си автобус и тој на саат време треба да иде. Одека има населба голема, тромеѓа паќа, а и дучка чеч мајлесова каме бане отрело одека. Оно нема никаков превоз сега. Нека каже кој сака, до сега нема. И тоа е тој. Вие користите автобус? Користимо како не користимо автобус. Се што ќе пешки ли идемо град. Ја у 70 години пешки треба да идем. С автобус до сега сам сега нема. Нема автобус. Но нефункционирањето на автобускиот превоз е можност такси компаниите да спечелат нешто повеќе. Знам, такси возам јас. А такси возите вие? Такси возам. Има ли повеќе работа сега за таксистите? Има, повеќе. Повеќе има работа. Има ли коментари од граѓаните? Па има Жалобни коментари, на проблеми? кој како коментира. Куманово остана без јавен градски превоз бидејќи претходниот договор со превозниците завршил на крајот на декември. Нов не бил распишан поради локалните избори, конституирањето на Советот.